Евангелие според Марко, 8 глава. Во тие дни, кога се беше собрал многу народ и немаше што да јадат, Исус ги повика учениците своји и им рече: Ми е жал за народот, зашто веќе 3 дни стојат кај мене и нема што да јадат. Ако ги пуштам да си одат гладни по куќите нивни, ќе премалеат по патот, зашто некои од нив се дојдени оддалеку. Учениците му одговорија: Од каде може човек сите овие да ги нахрани, со леб овде во пустинава? И ги праша: Колку лебови имате? А тие одговорија: 7. Тогаш му заповеда на народот да поседне по земјата, па откако ги зеде 7 лебови, заблагодари, ги раскрши и им ги даде на учениците своји да ги разделат, и тие ги разделија на народот. Има и малку рипчиња, ги благослови, заповеда да ги раздадат и нив. И јадеа, и се наситија, и собраа 7 кошници останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 4000, и ги распушти. И веднаш влезе во кораб со учениците своји и дојде во пределите Далманутски. И излегоа фарисеите и почнаа да се препираат со него, па искушувајќи го бараа од него знак од небото. А тој воздивна длабоко и рече: Зошто овој род бара знак? Вистина ви велам, нема да му се даде знак на овој народ. И кога ги остави, пак влезе во коработ и премина на другата страна. А учениците негови беа заборавиле да ги земат лебовите и немаа во себе во коработ, освен 1 леб. А тој ги опоменуваше велејки: Внимавајте, чувајте се од квасот фарисејски и од квасот Иродов. И си размислуваа меѓу себе велејки: Тоа е затоа што немаме леб. А Исус, кога ги разбра, им рече: Зошто зборувате за тоа што немате леб? Зар уште не сваќате и не разбирате? Уште ли е скаменето вашето срце? Очи имате, не гледате, уши имате, не слушате ли? И не помните ли, кога ги раскршив 5 леба за 5000 души, колку полни кошеви со парчиња собравте? Му рекоа: 12. А 7 за 4000 колку полни кошници со останати парчиња собравте? Тие одговорија: 7. И им рече: Па како тогаш не разбирате? Потоа дојде во Вицаида и доведоа кај него слеп и го молеа да се допре до него. И кога го зеде слепиот за рака, го изведе надвор од селото и откако плукна на неговите очи, ги положи рацете над него, па го праша дали гледа нешто. Тој, кога погледна, рече: Ги гледам луѓето како одат како дрвја. Потоа пак ги положи рацете над очите и направи да прогледа. И се излекува и ги гледаше сите јасно. И го испрати во домот негов и му рече: Ниту в село влегувај, ниту в село некому раскажувај. Излезе Исус со учениците своји по селата на Кесарија Филипова. Па по патот ги праша учениците своји, им рече: Што велат луѓето, кој сум јас? Тие одговорија: Јован Крстител, некој Илија, а други пак некој од пророците. Тој пак им рече: А вие, што велите, кој сум јас? Петар му одговори и рече: Ти си Христос. И им заповеда никому да не говорат за него. Па почна да ги учи дека Синот човечки треба многу да пострада, да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците, и да биде убиен по 3-тиот ден да воскресне. И говореше за тоа отворено.
Но Петар го повлече насамо и почна да го одвраќа. А тој, кога се заврте ги погледна учениците своји, му забрани на Петар да говори, рече: Бегај од мене, Сатано, зашто не мислиш на она што е Божјо, туку на она што е човечко. И кога го повика народот и учениците своји, им рече: Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби, а кој ќе го загуби животот свој заради мене и Евангелието, тој ќе го спаси. Зашто каква полза има човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто кој се срами од мене и од зборовите мои во овој прељубодеен и грешен род, и синот човечки ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели.